Ако така продолжат, овие млади што ги гледате овде, и нивните деца ќе се раѓаат во странство. Друга една работа. Секој ден читаме, слушаме, младите ќе ги враќале. Кои млади ќе враќат, јас не ми е јасно и на кој начин ќе ги вратат с цени мизерни и испод секое човечко достоинство. Овие луѓе немат, мислете, друга работа. Овие луѓе имат премногу работа. На ова сонце на 40 степени овде да висат и да ги самите себе да се малтретират, но сакат да упатат порака до надлежните власти, не знам што, да преземат одредени чекори, да седнат на маса со фабриканти или не знам, па тие фабриканти лани ако имале сметка на 45 денари да ја купуват, ова година на 25 денари да немат, тоа е... Требаш денеска да берем, одложи не берем. А треба ќе го истасирам, не берем на 25 динара. Не може трошко да покријам. Ушо ќе покриеме трошко? Со 25 динара нема. Значи ѓубр тоа 1500 динара. Семејски материјал, бензин 100 динара ти едно кило бензин. И дека ние секој ден по 30-40 литра гориво трошиме. И со 25 динара дека и покриеме ние трошковите. Нема никаков рачун. Имам негде околу 20.000 квадрата, 20 декара. Оште не сум почнал да берам. И со тие цени не знам, значи сите говориме за цените, никој не кажува, не спомнува цените, да, кој ќе слуша некој 45 денара, висока му 100. А нашите производствени трошици колку се таа година према уназад години и години, никој не го спомнува тоа. Работна рака ни се качи, репроматеријали ни се качуваат, штетта од ветрот таа година 3 нанос, да 3 пати, во 3 наврати ветер ни скина, не знам, веќе не може да ги изброам колку платна, колку фолија ни скина. И на крајата цената е со 30 по 100, 40 по 100 пониска од ланската. Не оде. Значи никој нема да остане веќе тука кој да работи. Трошковите се зголемани, самите гледаме ние од нафта 42%. Фолиите се исто така зголемени, мрежата е зголемена, а 2 пати по 3 пати луѓето покриваат иста декаража. Самото растение, штом се дува ветар или било што тоа, губи и оно веќе, 20 до 30% се уништува. Така да трошковите не да се пораснати, 100% се пораснати трошковите, но нема фајде, тоа е тоа. Еве сега некои луѓе берат, морат да берат за тоа што има порано садено и тие веќе поминуваат, мора да ги берат, а они тоа го знаат и за тоа го користат. Исплатливи се овие цени, според вас? Молам, не. Цените не само што не се исплатливи, туку јас мислам дека гледам овде повеќе време, вчера, оствари и денес, гледам има млад народ. Па нека се малку замислат и овој млад народ тука, ние сме пензионери да речеме, ама овој млад народ 1-2 години и тоа ќе избега. А баш преги слушам на телевизорот дека 3000 правачи има помалку запишено. Па нека размислат малку зошто е тоа така. Не може да обстанем устав кога нешто. Всичко се дроби, ветровите тие работи и Анџик дали ќе се отфитаме за таа година. Значи не можеме понадалje. Според вас, кои се оние прифатливи цени? Јас според мене сакам населението да го намале производството. Да дојде да го свали 60% и тогава ќе го питам фабрикант што ќе работи. Нек донесе од Турција. Цената е катастрофална. 25 динара е неисплатливо, без разлика на временските услови, тешко го произведуваме. Минатите 3-4 години беше 40 динара прва, втора, тука спаги другата класа, каже, сега 25 со 15 динара по-ниска цената од пред 3 години. Значи сакат да не го земат џабе, тука останува доста простор, се остава за шпекулации. Која е позадината што сакат џабе да не го земат. Која е прифатлива цена? Прифатлива цена барем да биде пред 2 години или ланската, 35 динара да биде прва, втора. Значи зголемени се репроматеријалите, најлоните се зголемени се цените, нафта плајќаме 100 динара, бензини и тука е неисплатливо 25 динара. Бензина најлома. Барањата ни се зголемени и фиксно дефинирани откупни цени, бараме итно зголемување на откупните цени и истите да важат за целата откупна сезона, без еднострано намалување или менување на условите во текот на откупот. Прва класа 50 денари, прва и втора класа 40 денари и втора класа 20 денари. Ограничување на рокот за исплата.
Бараме од фабриките и исплатата за предадената роба да се изврши во рок од најмногу 3 месеци од денот на предавањето на производот.